1. мај како Ден на трудот е повод за мојот разговор во студиото на Нова со председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Живко Митевски. Господин Митевски, добро дојдовте во студиото на Нова. Повод е Денот на трудот, како што најавив. Планира ли синдикатот некако да го одбележи овој празник? Најнапред ви се заблагодарувам за поканата да учествувам во вашата емисија. Сојузот на синдикатите на Македонија планира да го одбележи 1. мај. 1. мај, впрочем, и овие години наназад го одбележавме. Идејата наша е да го одбележиме 1. мај не само на Денот на трудот, не само во еден ден, туку идејата ни е да го реализираме нашето промовирање на работничките вредности, поврзани и со овој празник во текот на цела година. Дали планирате некакви протести? Цела Европа ќе излезе без разлика на има земји со подобар, повисок, понизок стандард, но сите некако се засегнати од една глобална криза која ги погодува пред се, ја погодува работничката класа и колку што знам, многу синдикати во Европа утре излегуваат на протести. Дали им се придржувате во тоа европско движење? Значи, факт е дека живееме во исклучително сложени социјално-економски услови. Не само Европа, тој бран го зафати и Република Македонија. Меѓутоа, ние како Сојуз на синдикати на Македонија, вклучително и со другите синдикати, мислам темелно утврдивме неколку принципи, односно 3 стратешки столба, кои беа основа за нашата активност. Вклучително и активности доколку не беше реализирано тоа во врска со 1. мај. Значи, имаме еден столб кој сметавме дека во текот на цел овој период стратешки го бранавме, а тоа е да немаме масовни отпуштања во Република Македонија, иако постои страшна економска криза. Вториот столб беше да нема намалување на плати и третиот столб беше да нема зголемување на пензиската граница. И тоа е исполнето? Тие се стратешки 3 столба кои во текот на овој период, иако ја направите таа анализа во однос на Македонија визави другите држави, во Република Македонија тие 3 стратешки столба не се гивнати. Председателе, морам да прашам, не знам дали имате вие таа анализа, но кај нас има еден растечки тренд, уште од 90-те години наваму, но расте, не прекинува, а тоа е класните разлики кои стануваат се поголеми. Па например, во последните 20 години во последните години најбогатите 20% го зголемиле богатството за 12,2 во однос на останатите класи, што станува прилично драматично како разлика. Најниската плата, која ја утврдивте, и која е еден од вашите успеси, е 130 евра, а највисоката е 82.000 евра, 590. Значи, во Република Македонија имаме некаде околу 640.000 работници. 80.000 работници или 14,6% примаат плата во висина на она што ја утврдивме од 8.050. 427.000 и нешто повеќе примаат плата до 25.000, значи од 10 до 25.000 и 3,3% примаат плата само која е плата повисока од 30.000 денари. Значи станува збор во проценти во учеството на доходот. Значи станува збор за менаџерски договори, договори кои се нетипични, договори кои се поврзани со вршење на исклучителни менаџерски функции, кои претежно се не е спорно сега да не се верификувани, значи во одредени компании. Погрешно дека сме против некој да има голема плата. Не, апсолутно. Но еве ги професорот Терновски имаше извонена анализа каде што го констатира тоа зголемување на класните разлики. Па вика дека, например, 20% од населението во 98 учествувало со 37% во доходот. Во 2009 тоа стига 49%, а веќе во 2009 година најбогатите 20% од населението имаат скоро ист доход како сите останати други. Па добро, сега компаративните анализи не знам кои методи биле употребени. Јас ви кажувам за статистички податоци кои ни се достапни и кои ни се релевантни и кои отсликуваат состојбата на економско-социјален план во однос на делот на примање на плати. Значи тие се тие податоци кои за нас се релевантни и кои ја утврдуваат таа реална според нас слика. Значи имаме сериозен проблем за таа категорија на работници кои се од прилика 80.000 денари. Значи 20% луѓе се богати колку сите останати други. Значи тоа е проблем кој е поврзан. Тренд кој Значи тоа е загрижувачки тренд. Тоа е загрижувачки тренд.
И затоа барем ние нетипичен како за социјална држава, значи, ако се согласуваме. затоа бараме и целокупна наша агенда е поврзана со нашите барања кои се поврзани со реализација на европскиот социјален модел. За жал и тој европски социјален модел бележи стагнација, бележи руинирање, но се надевам со сите мерки, барем од синдикатите кои се предлагаат, ние настојуваме да дојдеме до еден поправеден модел. Еве, мора да ви прочитам нешто од оваа анализа, вика се зголемува флексибилноста на трудот. Од година во година работничките права се повеќе се кратат и трудовото законодавство застанува на страната на работодавачите. Дека ова не е субјективно гледање потврдува и индексот за регулација на пазарот на труд кој е објавен во базата на економската слобода во светот, Economic Freedom of the World, значи се повикува на едно релевантно светско истражување, и вредноста на индексот за Македонија се зголемува од 5,9 во 2005 на 7,8 во 2010 година. При тоа индексот може да земе вредност од 1 до 10, каде 1 значи дека пазарот на трудот е силно регулиран, е на страна на работниците што ќе рече, а вредноста 7 и повеќе значи дека пазарот на трудот е флексибилен и е на страна на работодавачите. Значи, ова не се некои анализи кои би биле би можеле да се манипулираат за дневна политика дома. Се работи за едно истражување кое значи тоа истражување навистина слично како претходното, параметрите кои ги абсорбираат, не знам од каде му се. Јас ќе зборувам, значи јас ќе зборувам за параметри кои ние ги имаме. Значи, погледнете ги сите измени на трудовото законодавство, зборувам од 2010 па наваму, секаде се бележи напредување на правата на работниците. Значи, последното драстично кратење беше во 2005 година и во еден континуитет до 2010 се случуваше. Ќе ви споменам, значи, еве ги само последните измени. Во борбата за елиминирање на работа на црно имаме најнови измени. Најновите измени одат во делот на тоа што спогодбените откази ги елиминираме, со тоа што му се забранува на работодавачите да ги користат бланко потпишаните изјави, мора со нивни потпис да биде ставен. Ги зголемуваме мандатните казни на онаму каде што ќе се утврди присуство на повеќе на двајца непријавени работници, доколку бидат утврдени повеќе од двајца во тој случај. Даваме дополнителна обврска на работодавачот да ја плаќа и платата во висина од 70%. Даваме обврска на работодавачот со имплементирање на таа директива за информации и консултации, да платата ќе продолжам за трудовото законодавство, бидејќи многу паушално се фрлат тезите. А ќе се вратам и на флексибилност. Ако на пример казната порано работодавачот била 15.000 евра во случај да се докаже дека врши притисок или надзор врз работата на синдикатот во компанијата, сега таа казна е наменена на 500 евра. Точно ли е тоа? Значи, повторно ќе кажам од каде доаѓаат тие податоци, јас зборувам за реални факти. Не стои во законот. Значи не можете да ја гледате сегментирано позицијата на одредени прашања визави казнената политика која е утврдена. Ако имаме реформи во правосудниот систем, ако имаме реформи во казнената... Јас се прашувам само дали точно дека е вака. Дека било 15.000, значи може да се користат, значи може да се користат одредени тези. Работникот се ангажира јас зборувам, значи дозволете, зборувам за тезата дека се уназадува работното законодавство. Значи ќе продолжам со тезата. Кажав неколку примери. Во Република Македонија 20 години немаше забрана за дискриминација на одредени категории, посебно на жените, бремените жени, родилките, мајчинството. Ние и тоа го направивме. 20 години наназад имавме историски проблем со верификување на трудот на работниците во подземниот коп. И тоа го направивме. Имаше проблем со утврдување на пензиската граница на оние војници кои работат во Министерството. И тоа го реализиравме. Немаше 20 години донесено закон за минимална плата. И тоа го направивме. Ајде добро ме прашаме, зошто едно семејство со две минимални плати може да значи зборуваме сега за работното законодавство. Ќе продолжам за флексибилизацијата, едно од тезите беше за флексибилизацијата. Значи статистичките податоци најнови покажуваат дека за 8.000 работни места намален е процесот на оние работни места кои биле од определено и се трансформирани на определено. Значи за разлика од секаде во светот, каде што се случува работниот однос во обкружувањето, ете да спомнам само од Црна Гора, 70% од новите работни односи кои се подпишуваат и реализираат се на определено. Кај нас направивме друг еден трет. Значи со мерките со Црна Гора се согласувате дека има проблем.
Значи Црна Гора Знаете, има проблем во делот, зборувам за работниот. И ова добро го велите бидејќи истражувањето на кое го споменав на глобално ниво Economic Freedom of the World, само Црна Гора има индекс повисок од нашиот 8, ние сме 7,8. Значи ние го фокусиравме тој проблем. И не случајно, значи работевме со поттикнување на мерки како да ги натераме работодавачите да ги трансформираат работните односи. Еве, направивме клучен исчекор кој повторно никој не го забележува во делот и на сезонските работници. Значи ги натеравме работодавачите да ги верификуваат тие сезонски работници како сериозен работен однос. Тоа е елементарно воспротивно иличене на 19. Да, но не беше направено. Значи, именно. зборувам за една агенда која постојано оди во делот на унапредување. Да. Значи, постојано во еден континуитет од 2010 па наваму бележам, значи со факти. Значи, зборуваме како Сојуз на синдикати на Македонија со факти. За жал, фактите многу тешко допираат до јавноста или пак си има некој подруг однос.